Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани присутни, има моменти во животот кога човек треба да го искористи целото свое знаење, целото свое искуство, сите своји познанства, сето она што го направил во функција на државата и народот. Не можеме и не смееме да се дозволиме уште 3 години како ова. Македонија губи, Македонија назадува, Македонија се тенчи. Не се добри состојбите во Република Македонија. Почитувани присутни, од тие причини објавувам и кажувам дека се кандидирам за председател на Република Македонија. Поседувам искуство, поседувам мотивација, знаење, честност, лојалност, огромна работа. Ја знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. Наредниве 3 месеци ќе појдам во секој град, ќе појдам во секој дом, ќе појдам во секоја општина и секој населено место. Ќе појдам крај граѓаните на Република Македонија, ќе појдам кон оние кои што ми го дале мандатот, оние кои што демократски ме верификувале. Ќе појдам и ќе ја побарам вашата доверба, затоа што се надевам и мислам дека сум ја заслужил. Почитувани присутни, почитувани граѓани на Република Македонија, оваа апсолутистичка власт, која што е дефинирана како хибриден режим од лондонски економист, треба да има баланс. Оваа власт не смее да се дозволи на СДСМ и Зоран Заев да ги узурпира сите институции во државата. Мора да има некој кој што ќе им се спротивстави, мора да има некој кој што ќе даде рамнотежа, а тоа е председателот на државата, председателот на Републиката. Мотивиран сум повеќе од било кога. Благодарен сум за огромната поддршка која што изминативе денови, недели и месеци ја добивам од голем број на граѓани на Република Македонија. Кон оние кои што се скептични, кон оние кои што имаат прашања, кон оние кои што сакаат дополнителни објаснувања, ќе го направам тоа. Изминативе 3 месеци беа период да се запознаеме повеќе, а наредните 3 месеци се месеци во кои што ќе можеме да се објасниме повеќе. Почитувани присутни, Македонија е земјата на моите баби и дедовци. Македонија е земјата на моите 4 деца. Македонија е земјата за која што сум подготвен да се вложам себе си целосно, со целото свое битие, со целото свое знаење. Почитувани присутни, многумина велат и мислат дека оваа власт со инструментите кои што ги има, со ароганцијата која што има, со заплашувањата и притисоците кои што секојдневно ги спроведува, во едни нечесни избори може да биде фаворит. Јас директно им велам и им порачувам на сите кандидати на СДСМ. На 21 април ве чекам јас, но и ве чекаат најмалку 500.000 граѓани на Република Македонија, ве чекаат луѓе кои што се незадоволни, луѓе кои што се излажани, луѓе кои што се разочарани. Ќе вратиме надежта во Македонија, ќе излеземе на плоштадите, ќе прославиме повторно. Со цела плуќа, со цело срце ќе скандираме Македонија, Македонија, вечерта во 9:10, кога ќе доаѓаат резултатите. Почитувани членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, вечерта во 9:10, кога ќе доаѓаат резултатите, сакам да ви најавам дека заедно ќе ги читаме резултатите. Ќе набројуваме каде сме победиле и верујете ми, ќе бидеме уморни од пола саат набројување каде сме победиле. Таа вечер, на 21 април, во првиот круг ќе најавиме победата во вториот круг. Во првиот круг јасно ќе порачаме. Победивме во Скопје, победивме во Битола, победивме во Прилеп, благодариме Штип, победивме во цела Источна Македонија, дојдовме доерба во Тетово и во Гостивар, благодариме Чешиново, Облешево, победивме во Крива Паланка, ја враќаме надежта во Струмица. Ке набројуваме половина час каде сме победиле. И тогаш психолошки ке се направи огромен пресврт. Ке се види дека власта е во паника, дека власта и владата на Зоран Заев и СДСМ е делегитимирана,
дека народот е незадоволен, додека народот ќе си ја врати државата, затоа што народот и Македонија играат на домашен терен.